Благодарам, председателе, почитуван заменик министре. Очекував дека нема да биде прифатен амандманот, но сметам дека добро е да поразговараме по однос на овој амандман и да почнеме да размислуваме во една малку поинаква насока. Барем овој амандман очекував да го прифатите, бидејќи земјава изобилува со природни убавини, но за жал малку од локациите се пристапни и приспособени, како за лицата со попреченост, така и за постарите лица и родителите со детски колички. Јас би сакала да размислиме сите, бидејќи не сите размислуваме, како изгледа планирањето на патувањата за лицата со посебни потреби. Непристапните терени и објекти ги оддалечуваат од замислените патувања. Да помислиме како се чувствуваат доколку подолги истражувања за нивната посакувана дестинација дознаат дека е невозможно да ја посетат бидејќи е непристапна или одредени јавни површини или објекти не се приспособени за нивниот вид на попреченост. Ако се навратиме наназад, можеме да увидиме дека во минатото можеби повеќе се размислувало да се искористат благодетите на природата на Македонија токму за луѓе кои имаат некаков здравствен проблем или некој вид на попреченост. Во Охрид, на самиот брег на Охридското езеро, е изградена специјализираната болница за ортопедија и трауматологија Свети Еразмо. Во Струга, исто така, на самиот брег на езерото е изграден заводот за нефрологија, во кој за прв пат е отворена холиде диализа за пациенти од Србија, која потоа се проширила и за пациенти од Словенија, Белгија, Либија, Германија и други земји и тогаш се нарекувала диализа на одмор. Од другата страна на планината Галичица, на брегот на Преспанското езеро, е изградена специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни, неспецифични и алергиски заболувања од Тешево. Несомнено дека локацијата на специјализираната болница во Отешево на западниот брег на Преспанското езеро не била случајност, туку била внимателен избор на средна надморска височина, благопријатна клима без варијации во температурата и без никакви аерозагадувачи во близина. Тоа е место на кое ветровите од Јадранското, Јонското, Средоземното море и од континенталниот дел се судираат и токму овој судир на ветрови резултира со специфична клима што влијае благопријатно врз патишта и помага во лекувањето и рехабилитацијата од белодробните заболувања и алергии. Сигурна сум дека има уште многу вакви примери во Македонија, каде што не само што се размислувало за добрата состојба на корисниците, туку тоа биле и зачетоци на пристапен туризам, здравствен туризам и општествено одговорен туризам. Во денешно време, благодарение на транзицијата, капитализмот и потрошувачкото општество, потребата за трчање спринт за да се постигне колку што е можно повеќе за пократок рок, за жал често забораваме на некои основни критериуми кои би ги задоволиле потребите на сите граѓани и истовремено би значеле и развој на туризмот. Така со текот на времето сме дозволиле туризмот да стане привилегија само за одредена група луѓе, а сме ги заборавиле оние со поделикатни барања и потреби. И додека сите наводно се залагаме за инклузија и еднакви можности, дојдовме до степен кога не само туристичките капацитети, туку и јавните површини стануваат комплетно неприспособени за потребите на граѓаните со попреченост. Токму поради ова го поднесовме амандманот за уредување на плажи за лицата со посебни потреби. Целта ни е Македонија да ги искористи сопствените капацитети во корист на развивање на пристапен туризам и со текот на времето да стане една од главните дестинации за туристи со попреченост, токму поради природните убавини кои што ги нуди. Тоа би се обезбедило преку овозможување туристичките дестинации, производи и услуги да станат приспособени, пристапни за сите туристи и воедно да се промовира пристапниот туризам во земјава и благодетите од него, не само за корисниците, туку и за давателите на туристички услуги. Потребна е национална стратегија за пристапен туризам, од која потоа би произлегле и конкретни активности. Од негде мора да се започне, а можности имаме многу. Еве, ако треба и сојуз ќе направиме, но да почнеме да развиваме нови форми на туризам. Пристапниот туризам нуди и можности и за бизнисот. Можноста туризмот да стане пристапен не е само општествена одговорност, туку истовремено го мотивира бизнисот да стане покомпетитивен
на пазарот. Искуствата покажуваат дека приспособувањето на објектите и услугите, меѓусекторското поврзување и разбирање на потребите на луѓето со попреченост влијае и на зголемувањето на бројот на посетители. Подобрувањето на пристапноста на туристичките услуги не само што влијае на задоволството на туристите, туку во исто време го подобрува квалитетот на живот и на локалното население. Целите на давателите на туристички услуги би требале да бидат зголемување на туристичката понуда, пристапна за посетителите со посебни потреби, при промовирање на социјална инклузија и социјална одговорност и добрување на вештините на вработените во секторот. Како пример ќе го посочам хотелот Далјан во Охрид, кој функционира на специфичен начин, бидејќи има вработени лица со посебни потреби, но и гости од таа категорија лица. Ако ништо повеќе, треба да се даде помош и поддршка директорката која е невиден ентузијаст и дава максимална поддршка на оваа категорија лица. Овој амандман сакав да биде поттик на предприемачите кои се посветени на лицата со посебни потреби, но и поттик за нас кои што сме овде да почнеме да размислуваме во оваа насока. Ете, и во конкретниот пример можевме да обезбедиме средства од овој амандман и токму таа плажа во Далјан да ја направиме пристапна и да обезбедиме помагала кои би им биле потребни на луѓето со цел уживање во нивните неколку дена одмор на плажа. Плажата би се опремила со пристапни патеки, дубаци за движење на песок, колички за движење на песок, па дури и има потреба од еден пловен објект за влегување во вода на лица со физичка попреченост. Тоа ми беше замислата и уште еднаш ќе ве замолам да добро да размислиме. Истражувањата говорат дека 1/3 од светската популација е потенцијален корисник на од туризам. Заедно со нивните семејства, тоа би значило дека околу 1 милиарда луѓе се директно засегнати. Пристапниот туризам е и право што треба да им биде загарантирано на луѓето со посебни потреби. Спроведувањето на овој вид на туризам подразбира обезбедување на сите мерки што овозможуваат пристапност и непречено користење и уживање во туристичката инфраструктура, производи, обкружување и услуги на нормализиран, независен и безбеден начин. Така, туристот со попреченост нема само потреба од соодветен превоз и сместување, туку и од приспособени угостителски објекти, каде што ќе може исто нас да руча или да пие кафе, да посети музеи каде што ќе добие можност да ја разбере уметноста, не само физички да биде присутен во објектот, од спортско-рекреативни активности, независно дали се одвиваат на плажа или во планина. Почитувани, уште еднаш ве замолувам да почнеме да мислиме и на вистина да им даваме можности на сите луѓе да ги доживеат благодетите од туризмот. Недостигот на пристапност во туристичкиот сектор е еден вид дискриминација, така што преку внесување на пристапноста во туризмот истовремено ќе работиме на обезбедување на еднакви можности за сите луѓе. Ви благодарам.